Сега се зборува за консензуален кандидат помеѓу ДУ и ВМРО. Јас се чувствувам како консензуален кандидат на сите граѓани, затоа што тие 10.600 подписи дојдоа од сите градови на Република Македонија, дојдоа од сите заедници кои што живеат во Република Македонија, од граѓани од различен верски статус, национален, етнички и така натаму. Така што навистина имам чувство дека сето ова што го направивме значи една нова понуда на политичката сцена. Наша цел е да го вратиме граѓанинот на политичката сцена, да го вратиме неговото височество и да знае дека тој е поважен од било кој друг политички и партиски интерес. Сакам исто така да ги вратиме довербата во системот. Сакаме луѓето да се чувствуваат безбедни, да се чувствуваат поважни од државата, државата да биде нивни сервис, а не обратно. Сакаме зборот глоба да не биде најпопуларен збор во Република Македонија. Исто така сакаме да покажеме дека Македонија може да биде граѓанска држава затоа што тоа нема алтернатива. Ние сме хетерогена држава и мораме да обезбедиме услови сите да живеат подеднакво во неа. Понатаму, вие знаете дека 9 години тропаме на вратата на Европската Унија, секоја година Македонија губи по 74 милиони денари што не отпочнува преговори со ЕУ. Помножете по 9 години, тоа значи дека ни се излизгале пред носот околу 700 милиони евра. Тие 700 милиони евра и овие 500 фрлени за глупости во Скопје ќе создадеа многу работни места и младите немаше да си одат од Република Македонија, туку иднината ќе си ја гледаат тука. Тоа е нашата цел. Сакаме да ја претвориме Македонија во држава од која што младите нема да си одат, туку ќе сакаат да се вратат во Република Македонија. Соседите не можеме да ги бираме. Тие ни се дадени од Господ. Мора да најдеме начин, мора да најдеме заеднички јазик. Вие знаете и на семеен план е исто така. Ги гледате почесто него некои ваши блиски, најблиски роднини и пријатели. Наша цел е да ги отвориме сите овие закочени процеси со соседните земји, сочувувајќи го уставното име и идентитетот на македонскиот народ. Предлагам, односно ќе се залагам претседателот да го земе во раце политичкиот диалог, да не ја викаме стално меѓународната заедница да не мири како мали деца, него тој да биде стожерот околу кој што ќе се движат сите тие разговори за подобра иднина во Република Македонија. За да не изгледа дека е само декларативно тоа, спремни сме во претседателскиот кабинет да понудиме неколку позиции и на позицијата и на опозицијата. И во кабинетот нека има разногласие и таму нека се креира националниот консензус околу клучните прашања во Република Македонија. Знаеме СДСМ колку знае, знаеме и ВМРО ДПМН што може да покаже и што може да очекуваме, да видиме некој трет како знае да ја води Република Македонија. Ние покажавме во Карпош како знаеме да го водиме тоа парче кое што ми е дадено мене на управување. Јас, почитувани пријатели, бев и министар во владата на Република Македонија, ама таму морав да слушам и Бранковци, и Бучковци, и Харевци, и сите тие. Сега овде каде што ја командувам, ние само бележиме успеси и сме во континуитет најдобри не само во Македонија, туку и надвор од Република Македонија и примаме и меѓународни признанија. Јас досега сум собирал 2 пати подписи. Една за господинот Стојан Андов ги собиравме 14 дена, вториот пат за господинот Нано Ружин 23 дена. Ама не командував јас со акцијата. Сега ги собравме за 1,5 ден, ама јас командував со акцијата. Што сакам да ви кажам? Ајде, почитувани пријатели, да обезбедиме поголема поддршка за граѓанската опција за Македонија. И јас ви ветувам дека ако земе над 100.000 гласови во Република Македонија, некој овде од нас ќе биде идниот премиер на Република Македонија. Следниот пат кога ќе дојдеме во Гевгелија да бидеме најмалку 5 пати повеќе од ова што сме денеска. Вреди да се поддржи оваа партија затоа што е ова единствена партија која што е мултиетничка партија. Наш подпредседател е господјата Мавија Мехмети, која е млада албанка од Скопје. Ова е единствената партија која што се залага за дескопијанизација. Ние велиме доста се трошење на пари во Скопје. Сите граѓани на Република Македонија заслужуваат да имаат приближно исти услови за живот.
приближно исти инфраструктурни, образовни, културни, спортски, здравствени услови за живот. Оти како сме тргнале вака, не само што села ќе ни се запустуваат, туку и цели градови. Овде имаме со нас еден наш другар, се вика Стевче од Пекчево. Дали некој од вас скоро бил во Пекчево? Пекчево нема во моментов ни 1500 жители. За 15 години цели градови ќе ни бидат празни. Ова што сега се прави од Скопје монструм. Ние сметаме дека сегде во Македонија има живот и треба да се потрудиме на сите граѓани да го возможиме да останат во своите домови, во своите огништа, да отвориме перспективи за стопански активности, за подобра инфраструктура, државата да престане да ги троши парите на споменици, фасади и останати работи кои што се велат нестопански инвестиции. Јас, почитувани пријатели, сметам дека држава се води со политика. А денеска ние има ситуација каде што некој смета дека држава се води со лопата. Не. Ако беше така, тогаш за председател или за премиер ќе се изберевме некој палир од некое градично предпријатие, тој многу по-добро знае да ја држи лопатата. И многу по-стручно. Нам ни требаат политичари, подготвени да земат одговорност, политичари кои што ќе бидат подготвени да превземат и непопуларни мерки, ама кои што ќе бидат битни за државата, кои што ќе стабилизираат државата, ќе ги стабилизираат институциите и кои што, како што вели Njegош, кој највише седи, најдуже мора да гледа, кои што ќе гледаат многу подалеку и каде што граѓаните ќе видат дека после 3, 4, 5, 10 години дека се направило нешто добро за цела Република Македонија. Ваква политика купи ден продај, таа е штетна за македонските граѓани и ваква политика во кој што полека но сигурно станавме сите чекај што има за мене. Што има за мене? Имам ли јас од тоа корис? А јас сакам да прашам едно. Луѓе, а ќе се прашаме ли каде е тука општото добро? Каде е тука нашата цела заедница? Каде е Република Македонија? Мене не ми е добро ако на комшијата не му е добро. Јас сум градоначалник, мојот син има сопствена фирма, сопругата работи и така натаму, ама комшијата до мене, двете деца не му работат. Карши мене комшијата на 50 години не вработен, другиот не вработен и така натаму. Не ми е убаво. Сакаме да ќе ни биде убаво, кој им биде убаво и на другите граѓани, на комшиите, на пријателите, на роднините и така натаму. Ова се создаде сега една психологија да се гледа само тебе дали ти убаво, од политиката дали ти можеш да ќариш и ништо повеќе да не те интересира и никој не водиме сметка за општото добро. А народ кој што не води сметка за општото добро, тешко му се пришува. Јас мислам дека ова партија токму сака да создаде нови вредности за кои што сите ние ќе се бориме и за кои што ќе отвориме перспективи токму за младите луѓе во ова партија да им помогнеме и околу вработување, околу нивните перспективи, да влеземе во влада, некои работи да ги запреме, некои да ги подизмениме, нешто да наметнеме и свое, нешто ново, за да ги подобриме условите во Република Македонија.